На 22 март и 5 април 2009 година во Македонија се одржуваат четвртите претседателски избори. Македонскиот народ тогаш одлучи професорот Ѓорѓе Иванов да биде четвртиот претседател на Република Македонија. Се до овој момент, Маја Иванова беше сопруга на професор. Од тогаш па се до мај 2019 беше сопруга на претседател. Ова е приказна за една сопруга, мајка, ќерка, соседка, пријателка, сестра. Ова е приказна за Маја Иванова, дамата која што обичниот секојдневен живот го пресели во претседателската вила на Водно на цели 10 години. Ова е приказна за една промена која што таа самата не ја бараше, но и следуваше со изборот на незиниот сопруг за претседател на Република Македонија. Да се биде сопруга на претседател одамна не е само улога на статист. Секако дека е привилегија, но и голема одговорност и обврска. Титулата прва дама ја дефинираа сопругите на претседателите на големите држави, потоа се придружија и оние на помалите, а тоа значи активен придонес во областа на политиката, културата, социјалната и здравствената заштита на жените и децата, придонес во областа на екологијата и еманципацијата на жената. Господја Маја Иванова, сопругата на поранишниот претседател Ѓорѓе Иванов, е една од тие кои на оваа титула овде и даде физиономија и интегритет. Со силата на незиниот дух и знаење, таа спаси и усреќи многу семејства. Ја паметиме како несебичен поддржувач на иницијативите за хуманост. Господја Иванова беше првиот покровител кога за прв пат беше одбележан меѓународниот ден на аутизмот. Забележлива беше незината активност преку разни иницијативи да ги поддржи жените во надминување на предизвиците на повеќе општествени полиња. Незиното име стои впишано како активен учесник во бројни акции кои имаат социјален, образовен и здравствен предзнак. Децата, нивните права, нивното здравје, здравата исхрана и навики беа незина преокупација. Потврда за незините хуманитарни активности стигна од странство. Наградена е со златен медал на форумот Кран Монтана. Маја Иванова е родена во Скопје. Таа е дипломиран правник, вработена како советник во Агенцијата за цивилна воздушна пловидба на Македонија. Тие што ја познаваат, а има многубројни пријатели, велат дека е активна и динамична личност, полна со љубов и ведрина. Детството, младоста, студентските денови ги поминала во Скопје. Основно училиште завршила во Кочарацин, а пак средно во гимназијата Јосип Броз. Љубовта спрема поезијата почнала од детството, а во младоста таа била мощна и успешна поетеса. За поетска книга посветена на Скопје ја добила високата награда 13 ноември. Низините колеги од студентските денови, Иванова, студентка на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи, ја паметат како активист и учесник во бурните настани во создавањето на независна македонска држава. Таа била силен глас во младинските дебати кои се однесувале за развој на татковината. Господја Иванова е модерна жена која почитува традицијата и основните семејни вредности, безусловно меѓусебно почитување, доверба и толеранција. На Ѓурѓовден го прославуваат именденот на незиниот сопруг и ја слави семејната слава Петровден. Музиката е четвртиот член на семејството Иванови. Таа свири на пијано и хармоника и љубовта спрема музиката ја пренела на синот единец Иван, кој свири гитара. Господја Иванова е жена со цврст став и блага насмевка. Жена која знае што сака и многу може. Многумина велат дека незиното време не е минатото, туку и днината. Впушти се во авантура, но зошто? Исполни ги соништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Приказната за Маја Иванова ќе ја почнам со онаа приказна за Маја Тоневска. Каде порасна, каков ученик беше? Како ти поминаа студентските денови? Па малку е потешко да човек зборува сам за себе, да се опишува сам себе си, да се представи сам себе си, но еве многу е подобро кога другите зборуваат за вас, кога другите кажуваат како ве доживуваат, како ве опишуваат, но еве веќе кога ми го поставивте прашањето каква беше Маја Тоневска со моето моминско презиме, ќе се обидам да се представам како Маја од детството и како Маја од младоста. Израсната сум во Скопје, каде го завршив целото моје образование.
По природа бев многу љубопитно, многу динамично дете. Секогаш во потрага за нешто ново, да направам нешто ново, да научам нешто ново, да иницирам нешто ново. Бев одличен ученик и секогаш правев се до перфекција, затоа што никогаш во животот не сум сакала да импровизирам. И на некој начин ќе кажам дека сакав да бидам меѓу најдобрите. Растена сум со татко новинар и мајка која беше голем љубител на убавиот збор, на пишаниот збор, на литературата и на музиката. И логично беше уште од најмлади години да се заинтересирам тукму за тие работи. Постојано заради моите родители бев обкружена со луѓе од тие бранши и поезијата и музиката беа моја пасија уште од основното образование, кој го завршив во основното училиште Кочо Рацин во Скопје. Заради моите активности, заради мојата голема посветеност на учењето, го добив признанието Рациновец, кој е ученик на генерација, признание кое што и до ден денес ми е едно од најдрагите признанија. И верувам дека и овие нови генерации на деца кои што завршуваат во основното училиште Кочо Рацин и кои што се ученици на генерација со љубов и со гордост го носат тоа признание Рациновец со името на великанот и основоположникот на современата македонска литература Кочо Рацин. Бев активна во многу секции, литературна, рецитаторска, историска секција, бев постојан член на оркестарот од 5 до 8 оделение, свирев хармоника. Во тој период завршив нижо музичко училиште за клавир. Учеството во рецитаторската секција и дикцијата што таму ја научив ми ги отвараше вратите да бидам учесник на скоро сите приредби и манифестации што се организираа на ниво на училиште, манифестации во градот и на ниво на Република Македонија. Уште ми се свежи сеќавањата со каква емоција и со каква љубов и барав да го рецитирам Рацин на патронатите на училиштето или на тие Рацинови средби. Со каква љубов, жар, со еден ентузијазам ја рецитирав Ленка, денови, тутуноберачите, копачите. Така да тоа беа едни убави денови поминати во основно училиште. Гимназија заврши во гимназијата Јосип Брос Тито во Скопје. Тука ми се јави љубовта кон општествените науки. Инаку морам да признам дека и во детството и во основно училиште секогаш мислам дека сакав да студирам медицина и да станам лекар. Што се случи, зошто доживеав една таква трансформација и ден денеска не ми е јасно, веројатно тоа беше заради љубовта кон општествените науки што одредени професорки што предаваа предмети по општествени науки ми ја наметна, затоа што секогаш ме поттикнува да работам на многу проекти, да бидам активна во многу проекти, што ги презентирав и на часовите и на ниво на гимназија. Така да беше изненадување за моето семејство кога кажав дека од една толкава желба да студирам медицина наеднаш одам во еден друг правец во студирање на општествените науки. Така да тоа ме однесе кон правниот факултет, се запишав и завршив правни студии. И сега после се ова, кога ќе кажам дека во младоста Маја била вистински бунтовник, многу мина ќе се изненадат. Од каде сета таа волја, од каде сета таа желба за да бидеш и политички и општествен активист? Мислеш ли дека ќе го промениш општеството, политиките? Студиите на правниот факултет ми донесоа едно ново време, едни нови интереси. На правниот факултет го започнав својот ангажман во многу сфери од општествено-политичкиот живот на Македонија. Како студентски, а подоцна и како политички активист, затоа што бев член на младинската организација на Македонија и во највисокото нејзино раководство. Бев сведок на бурните настани што ги одбележаа 80-тите години. Живеевме со промената на еден биполарен свет, живеевме во времето кога беше студената војна, време кога постоеше железната завеса, време кога се рушеше Берлинскиот зид, бевме сведоци на рушењето на Берлинскиот зид, бевме сведоци на паѓањето на режимите во многу држави од Источна Европа. Бевме сведоци дека слободата почнува да се освојува со секој искажан збор, со секој напишан збор, со покренување на нова иницијатива, со покренување на многу активности. Информациите за настаните што се случува во земјите од Источна Европа во тоа време кај нас во Македонија доаѓа преку дебатите и активностите што ги организираа младите на тогашната младинска организација на Словенија.
А подоцна и ние младите од Македонија им се придруживме, почнавме да го дигаме нашиот младински глас, бунтовен глас на многу теми, на многу табу теми што дотогаш беа незамисливо ниту да се споменат, а камоли да се дебатира за нив. Промените во тоа време беа тектонски на сите можни нивоа. New Wave бранот, што во 80-тите години ја зафати Македонија, донесе нови начини на размислување, донесе многу нови погледи дека светот почнува да се менува, донесе нови правци во музиката. Главното собиралиште на нас младите беше тогашниот Дом на млади 25 мај или денешниот Младински културен центар, каде што со часови и часови дебатиравме на теми што пак кажам беа невозможно да се отворат, а камоли да се дебатира со нив. Еве, например, ќе споменам дека дебатиравме за плурализам во политика, дебатиравме за демократија, за правна држава, за цивилно општество, црните петна на македонската историја, каде што со часови дебатиравме за ликот и делото на Методи Антонов Ченто. Тоа беше време кога во Македонија никој не смееше ни да го спомне името на Ченто, а камоли да има дебати од неколку часови. Читавме Словенечка младина, Македонски студентски збор и Млад борец. Со нетрпение чекавме да излезат новите броеви од тие весници за да прочитаме колумна, размислувања, статии, анализи за светот што доаѓа и светот што се менува. Оттамо и нашето пријателство, нашето дружење со сега за жал веќе покојниот Никола Младенов, кој што во тоа време беше главен и одговорен уредник на Млад борец. Слушавме Pink Floyd. Едноставно, можам слободно да кажам дека ние бевме еден дел од една многу бунтовна генерација во Македонија. Знам дека имаш неколку анекдоти за раскажување. Во какви моменти учествуваш и што се организиравте вие во тие денови? Уште ми се свежи сеќавањата кога во Македонија на една од тие дебати го донесовме за тоа време најконтраверзниот човек во тие простори на бивша Југославија, творецот, односно авторот на култното дело Децата на комунизмот Миломир Марич. Или кога на една од тие дебати го донесовме тогашниот дисидент, а подоцна и председател на владата на Република Србија Зоран Џинџич. Еве имам една приказна кога го поканивме Џинџич да дојде, јас и сопругот бевме во организација, бидејќи познанството ни од тие денови. Бевме во организација на една од тие дебати, кога го пречекавме сутринскиот воз на железничка станица во Скопје, само се сеќавам дека се симна, со насмевка Тивко ни рече со Удба дојдов. Удба ме следи од Белград, рачунете дека и вие сте сега следени. Знаевме дека сме под приспротором на полиција, дека не следат, дека го гледаат секој наш чекор, секоја наша активност во тие бурни времиња. Меѓутоа, адреналинот растеше, на никого тоа не му сметаше. Едноставно, можеби тоа младоста го правеше, можеби желбата да доживееме нешто ново. Бевме со него цел ден, бевме на појадо, го прошетавме низ Скопје, се одржа дебатата, замина и по едни долги години кога, бидејќи пак ја повторам, имам татко новинар кој што беше уредник во македонската телевизија и на тогашните вести во еден поинаков систем од овој што е денес. Кога јас и Ѓорги му го раскажувавме овој период и кога му кажувавме што све сме правеле и за што све сме дебатирале и за што све сме зборувале, само Тивко ни рече подобро што не сум знаела што сте правеле, затоа што во тоа време сте можеле да ја уништите кариерата на сите што сме дома и да си ја уништите и вашата кариера. Така да има многу такви спомени, многу настани, многу случки, али сепак беше еден убав период. Студентските денови, освен храброст за општествени промени, и носат и првин едно големо пријателство, а подоцна и љубов за цел еден живот. Тоа другарство прерасна во љубов, која што во 1990 година ја крунисавме со брак. Сум ја кажала таа приказна, ама веќе што ми ја спомнавте, ме побара за жена со калинка, кое што е символ на неговиот роден град Валандово, со зборовите како што се сплотени зрната во калинката, така да бидеме сплотени целиот живот и еве веќе 29 години сме во брак и го имаме синот Иван. Се случува изборот да ни биде четвртиот претседател на Република Македонија. Се сеќаваш ли на вечерта кога ја славевте победата? Секако дека се сеќавам на двете победнички вечери, и во првиот и во вториот мандат, и во 2009 година и во 2014 година.
Но нешто на што особено се сеќавам и на нешто што ќе ми остане цел живот во сеќавање и што остана врежано во мене, тоа беше целиот период што предходеше на изборниот ден и на изборната победа. Тоа беа кампањите, посебно кампањата во 2009 година. Значи, не може да се зборува за чувствата што ги имате кога трае кампањата ако не го доживеате тоа. Јас прв пат влегов во такво нешто. Сум била на гласање, сум била гласач во Македонија, меѓутоа никогаш не сум учествувала во кампања. Тоа е едно прекрасно чувство, едно чувство со такви емоции, со таква еуфорија, таков контакт со граѓани, таков контакт со македонскиот народ. Такви емоции буди кај вас да јас искрена ќе бидам и ќе кажам пред гледачите дека ми се случуваше на некој од митинзите дури и да заплачам. Ве поведува таа позитивна енергија, ве поведува слушање и пеење на химна, народ, насмевка, победничка атмосфера. Не ми беше битно дали некој ме гледа дека сум се расплакала, дали некој ќе ме сними, дали некој ќе ме објави, едноставно живеев за тие моменти. Го доживеав многу убаво и тоа ќе ми остане стварно за во сеќавање за цел живот. Секако дека се сеќавам на победничките вечери и во 2009 и во 2014 година. Се славеше на плоштад, се славеше во домот на армијата каде што се чекаа изборните резултати. Кога заврши славењето на плоштад и кога влеговме во автомобил и кога посебно го зборувам за 2009 година, тогаш веќе станавме свесни дека еден мирен живот веќе од таа вечер почнува да ни се трансформира. Почнуваме да живееме еден динамичен живот, почнуваме да живееме живот под будното око на јавноста. Знаевме дека ќе имаме многу привилегии, но ќе имаме и голема одговорност и многу предизвици што ќе бидат пред нас и навистина така и бидно. Кога Ѓорги се кандидираше и потоа кога го избра за председател на Република Македонија, ние бевме свесни во што влегуваме. Бевме свесни дека еден мирен семеен живот ќе го претвориме во еден динамичен живот, дека секогаш ќе бидеме под будното око на јавноста, дека сето тоа што пред тоа сме го правеле како семејство сега ќе добие на јавност. Бевме свесни дека ќе бидеме подложени на пофалби, ќе бидеме и на критики и тоа е во ред и тоа треба така да биде, тоа е здраво да биде така. На едно нешто не бевме свесни дека ќе се соочиме со одредени поединци кои што ќе ја преминат таа црвена линија на пристојност. Не бевме свесни дека ќе се соочиме со поединци кои, како што вели мојот сопруг, ќе го цитирам него, ќе го испоганат јавниот простор и јавниот збор. Гледате дека постојано потенцирам одредени поединци, затоа што не сакам да генерализирам. Имавме изворедна соработка со медиумите во Република Македонија, имавме извореден контакт со граѓаните на Република Македонија, со македонскиот народ. Медиумите не представуваа онакви какви што сме, какви семени вредности споделуваме, какви сме биле, какви сме сега како председателско семејство, а граѓаните беа тие што тоа го гледаа, го ценеа и на крајот го вреднуваа. И еве после 10 години, после поменувањето на двата мандата на мојот сопруг, сакам навистина од срце да се заблагодарам на медиумите, а и на македонскиот народ. Они беа нашиот ветер во грб. Они беа нашата сила што ни ја дава за да издржиме на патот на сето тоа што го правиме. Јавната функција со себе носи предизвици, привилегии, притисоци, коментари и забелешки. По теорија на нештата така треба и да биде, но линија на пристојност треба да има. Последниве неколку години црвени линии нема. Иванови често беа мета. Денес од сигурна дистанца. Маја Иванова отворено раскажува како излегоа на крај со сето тоа и останаа пристојни, но и присебни. Еве сега од една дистанца од 10 години на тие исти поединци кои што тоа го правеа во одредени медиуми, ќе им го порачам следново, дека ние издржавме затоа што ги игнориравме тие коментари. Најдобриот совет што јас и Иван го добивме од мојот сопруг на почетокот на првиот мандат, уште во 2009 година, беше секогаш да не води моќта на позитивното мислење. Значи, ние не сакавме да се спуштиме на тоа ниво, не сакавме да влеземе во калта, така да кажам, во прљавштината на дното, каде тие одредени поединци најдобро се снаоѓаат. Зашто ако им влезете доле на дното во прљавштината, тие тамо ќе ве победат со искуство.
Тешко е да ве победат кога ќе се борите со нив на чистина, каде што владеат некои етички норми, некои семени вредности. Јас обично тие такви поединци ги нарекував, тоа не е мој израз, тоа сум го читала и во теорија и во барони на црната пропаганда. Или, како што денеска е модерно да се каже, креатори на лажните вести. Но да биде иронијата поголема, па одредени поединци кои што беа креатори на лажните вести, па во денешно време се појавуваат како да кажам, бранители од лажните вести. Значи, иронично малце, али тоа е тоа. Сепак, знаете, кога човек не може да каже нешто добро за себе, не може да каже ни добро за другите. Нас како семејство ни беа туги тие чувства на омраза, на љубомора, на завис, на гнев, на деструкција. И верувам дека во изминатите 10 години граѓаните умеа тоа да го видат, да го ценат и на крај да го вреднуваат. Останавте ли истата фамилија Иванови или се сменја многу работи? Не, останавме истата фамилија Иванови, која што практикуваше исти работи и пред да влезе во председателската вила и пред мојот сопруг да стане председател. Значи, останавме со истите пријатели, со истите другари, со истите роднини со кои што споделувавме секогаш убави работи. Славевме родиндени, славевме имендени, одевме на слави, одевме на имендени, одевме на родиндени. Едноставно и понатаму продолживме да го живееме тој живот, меѓутоа сега сето тоа малку ни добиваше на јавност. Знаете како мојот сопруг вели, функциите доаѓаат и проаѓаат, меѓутоа човечноста и пријателствата остануваат за секогаш. Ние останавме истото семејство Иванови како што бевме и пред 2009 година. Влеговме во политика од народот, сега повторно се вративме меѓу народот и можам слободно да кажам дека со дигната глава повторно излегуваме пред граѓаните во Република Македонија. Многу ни се драги средбите и сега после истекувањето на двата мандата на мојот сопруг, кога ќе видите насмеано лице, кога ќе ве види на улица, кога ќе видите цврста преградка од граѓаните, бакнеш од граѓаните, да сакаат да застанат со вас, да продискутираат со вас, да ви кажат како ве доживувале кога мојот сопруг бил на функција, а ние како негово семејство, така да тоа што честноста и скромноста и тој личен контакт што го имавме со граѓаните нема цена. Истото ова семејство Иванови на Петровден се уште пали кандило, на роденден и посакува на искрени желби. Мандатот заврши, животот продолжи според нивни правила. Денес центарот на нивниот свет не е Република Македонија, туку синот Иван Иванов. И како и секоја друга мајка, и Маја Иванова се соочила со истите мајчински стравови, но и со убавината која што ја носи оваа привилегирана женска улога. Каква мајка е Маја Иванова? Како се носеше со моментите кога прв пат стана мајка? Имаше ли помош од некого? Во какво дете го порасна денес Иван? Па добро, да се биде мајка, нели вела дека е неголемиот благослов и тоа е точно. Мајчинството е едно највозвишено, најубаво, најстрекно чувство, но и најодговорната работа, мислам, за една жена. Јас како сите млади мајки во тоа време имав, не би рекла стравови, туку би рекла прашалници, дали ќе успеам во улогата на мајка, дали со Ѓурги ќе успееме во улогата на родители, да на пат извадиме здраво, воспитано, честно дете, образовано дете. И двајцата сме растени во семејство во кое традицијата, семејните вредности и верата имале значајна улога. Растев со баба, која што од многу млади денови ме научи на многу норми и принципи. Баба ми ме научи да бидам честна, да бидам искрена, ме научи на домакин лук. Ме научи на некои погледи што потоа многу ми помогна во улогата на сопруга и на мајка. И секогаш велам дека мајка ми и баба ми биле моите идоли за жена, затоа што секогаш сум ги гледала како столбовите на моето семејство. И верата играше клучна улога во моето семејство и во семејството на мојот сопруг. Оние што ме познаваат знаат дека сум верник. И честопати ми го поставиле прашањето дали сметам дека верата влијае во формувањето на една млада личност. Јас секогаш велам дефинитивно да.
затоа што сметам дека верата е таа што ги развива тие доблести, принципи и норми кои што најлесно се стекнуваат уште во раното детство, како што се трудолюбивост, како што е честност, како што е искреност, работливост. Или како што вели често мојот сопруг, дека карактерот на една особа се ствара до 7 години. Јас го цитирам често, во многу мои настапи сум го цитирала Кант, кој што вели јас ги почитувам звездените закони над мене, но и моралните закони во мене. Значи, не можете да зборувате за едно општество, ма колку и да е тоа развиено, колку и да е тоа богато, ако нема место за тие етички норми и принципи. И сега во едно такво семејство израсна и Иван, во семејство каде што се почитуваа семејните вредности. Иван е веќе изградена млада личност, неговиот дух, неговиот карактер, неговите интереси веќе го трасираа неговиот животен пат. Иван е веќе изградена млада личност, а ние сме тука како родители да му ја даваме понатаму нашата безрезервна љубов и поддршка на сите успеси и предизвици што го чекаат во животот. Чисто велам дека преку децата се гледаат родителите, а не обратно. Функции доаѓаат и поминуваат, кариера почнува и завршува. Меѓутоа, кога ќе се свртите наназад и кога ќе видите што сте постигнале во животот и кога ќе видите дека зад себе сте оставиле здраво, образовано, културно, честно, искрено дете и сте го направиле чесен и одговорен граѓанин на оваа земја, на Република Македонија, тогаш можете да кажете дека сте успеале во животот. Во моето прво интервју во 2009 година, кога ме представуваа како сопруга на потенцијалниот претседател на Република Македонија, тоа беше во кампањата, кажав и повторно ќе повторам, децата се огледало на животот. Иван Иванов, и кога имал 3 години, не бил само убаво, бушаво дете. Брзо учел. Ги одушевувал со енциклопедиско знаење тие што првпат ќе го запознаеле. Растел со музика. Бил и останал другар со врсниците од старото мало. И пред да стапне во тинеџерскиот период, влезе во претседателската куќа на Водно, во новиот дом на неговите родители. Дали Иван растеше безгрижно? Можеше ли да остане дете на малото? Колку претседателската функција на неговиот татко беше негова тежина? За промените во неговиот живот, за емотивното и тоа другото растање под лупата на јавноста. Зборувавме со доктор Иван Иванов, професор по политички науки и меѓународни односи на Универзитетот Балкан во Скопје. Од 2009 година, кога твојот татко стана претседател на Македонија и твојот живот целосно се промени. Морам да признаам дека, иако јавноста многу ги интересираше за твојот приватен живот, не знам дали имаш девојка, каде се движиш, каде го поминуваш твојот одмор, каков автомобил возиш, многу информации за тоа немаш. Како ти успе? Искрено морам да ја кажам дека од секогаш сум се почитувал приватноста, сум се чувал само за себе. И од таа причина не сум бил нешто активен на социјалните мрежи, поготово по Facebook и по Instagram, освен на една социјална мрежа, веќе сакам фотографии, тоа била единствената причина. А од аспект на приватноста секогаш сум сметал дека сите тие доживувања, луѓе кои ги запознаваме, храни кои ги јадеме и сето тоа што ни се случува треба да остане за нас. И дека тоа треба нас да ни направи прво сатисфакција и нас да ни направи задоволство, а не на другите. Меѓутоа како тече времето гледаме дека повеќе сакаме со тоа да покажеме на другите како ние се чувствуваме отколку стварно навистина како ни тече животот. Така да од тој аспект секогаш сум се чувал приватноста во 10 години. Колку што и траеше мандатот на татко ми, тоа не беше секогаш лесно, меѓутоа се трудев да го направам најдобро што може. И добро ти успеа. Сите велат дека да се биде син на претседател е голема привилегија, но еве од твоја гледна точка, дали сметаш дека нешто ти билоускратено? Искрено, нешто што ми бешеускратено беше слободното време со татко ми. Затоа што многу често знаевме да влеземе во кола, да отидеме во Белград на концерт, во Солун на концерт, знаевме по часови да бидеме заглавени по книжариве наши скопски, посебно во Табернакул, што за жал денески веќе нема, култура, азбуки и слично, додиме на Бувљак да бараме стари плочи, стари делови за лампашки, појачали и слично, така да морам да кажам дека нешто што навистина 10 години ми фалеше, тоа беше слободното време со татко ми. Меѓутоа, друг аспект, па како вистински родител, како вистински татко, секогаш наоѓаше време за било кој совет да ми треба. Многу често знаевме да заглавиме до доцна во ноќта, дури да не раздени, со нашите дискусии до Сабајле, се додека сум имал потреба од него, навистина сум имал и се уште имам, фала му на Бога. Така да, ако нешто ми недосташуваше, тоа беше слободното време што си го имавме со татко и претходно.
Така, функционирате многу често се озборувани кај нас. Веројатно си чул еден куп невистини за себе, за своето семејство. Дали тие невистини те погодуваат? И колку те погодуваат тогаш? Вака, искрено да ви кажам, ги читав многу често со смеење. Од причина што, знаете што е вистина и кога знаете дека се чисти, нема што да стравувате. Вистината е таа и кога знаете што е вистина, нема потреба да стравувате од било што. А сето тоа што се случувало и тие луѓе од кои доаѓало сето тоа, знаете, како бумеранг, тоа и се враќа. Но од друга страна никогаш не сум бил ни гневен, ни луд спрема тие луѓе што ги конструирале сите тие невистини, затоа што не сум бил гневен, искрено да ви кажам, затоа што фрустрацијата понекогаш е ужасна работа, знаете. А мајка ми многу често знае да каже дека многу е важно човек пред себе да има еден невидлив зид и се што е конструктивно, добро намерно и некаква критика што ви направила вас подобар човек, секогаш е добре дојдена и ако може да влијае на вас. Меѓутоа сето тоа што е негативно, деструктивно, што има за цел да го маловажи, дискредитира, мора човек да го одбива од себе си. Така да мислам дека сето тоа што се случуваше од тие 10 години, сите тие навреди, сите тие измислици што се случат, дури да направија посилни, па и морам да ви кажам дека им благодарам на дел од нив со тоа што го правеа. Разбирам. Каква мајка е Маја Иванова? На што досега и си најмногу благодарен? Па морам да кажам дека Маја Иванова за мене како мајка е жена идол, што верувам дека секој син за сопствената мајка, секој дете за сопствената мајка би се кажал истото, но за мене навистина Маја Иванова е жена идол, инспирација, моја мисловодилка и моја слабост, морам да кажам. Бидејќи знам често да кажам во животот имам два столба, едниот е татко ми, кој ми е животен ментор, од кого научив све во животот, од кого се уште учам и пробувам сите негови мудрости да ги следам. Другиот столб во животот ми е вујко ми, од кого научив сето што ниту една предавална, ниту еден универзитет во светот не може да научи, а над сето тоа си ја става мајка ми како еден свот и заштитник на сето тоа. И секогаш била тука за било каков совет, за било каква потреба што сум имал јас како син, неизмерно е делила својата љубов, своите совети, меѓутоа буквално како совет никогаш да не инсистира нешто да бара од мене да го направам како што она смета дека е вистината, туку секогаш ми оставала конечната одлука да донесам самиот себе си, самиот јас. Меѓутоа секогаш била тука со конструктивна помош за било што, за што сум и бескрајно благодарен. Дали нејзината улога, сопруга на претседател, го кратеше времето кое требаше да го поминете заедно? Дали постоја моменти кога ја сакаше само за себе? Повеќе тоа беше од страната на татко ми, бидејќи протоколот и сите негови патувања, сите негови активности што ги имаше како претседател, го скратува баш тоа слободно време што ја кажав претходно што го имавме заедно. Од друга страна, иако мајка ми беше поприлично ангажирана во голем број активности, во голем број иницијативи што и самата ги покренуваше, сепак секогаш имавме време да пројдеме заедно, дали тоа заеднички ручек, дали е некаков разговор, дали е прочетка, дали е патување, така да поглед на недостаток на некој од родителите беше со татко ми, бидејќи навистина беше насекаде и многу поретко го гледав отколку мајка ми. Ја сакате музиката? Апсолутно. Да. И твојата мајка свири на хармоника, на пијано. Дали тоа значи дека музиката е четврти член на вашето семејство? Може да се каже, да. Што знам, ја музиката некако доживувам како саунтрак на животот. Не би можел буквално си го замислам животот без музика, а поготово нашето семејство секогаш било присутно, мислам, зборувајќи од кога јас сум роден па до ден денеска, секогаш дали тоа биле домашните слави и мендени на кои често знае мајка ми да земе армониката, јас да земам гитарата и така малце поуживаме. Дали тоа било одење по концерти што навистина ни е паси на мене на татко ми, буквално во секоја сфера од нашето живење музиката била присутна. Така да сметам дека тоа по и многу влијаело на мене како личност, посебно во тие формативни години кога сета таа музика татко ми ја дозирал малку по малку и веќе влијаело на вашите промисли за животот, поготово го почнете да не само да слушате музиката, туку да ги читате текстовите. Така да музиката апсолутно убаво кажате, мислам дека четвртиот член на семејството. Покрај куќето. Да, не го заборавив да го спомнам. Значи петиот член. Туку што докторираше на Универзитетот во Турција, ќе ни кажеш точно на кој, надбораш на политика, кажи ми што понатаму. Да, пред неколку дена ја ексклузивно докторирав, тоа беше еден процес кој навистина уживав, иако траеше подолго време, навистина уживав во секој чекор, бидејќи на тоа се посветив, од секој ја сакам науката. Така да докторирам на БАУ, Бакши Шегир универзитетот во Истанбул, веќе сите мои другари отидоа на западни универзитети, јас решив додам малку на исток, веќе сонцето нели на исток изгрева. И за тоа искуство сум многу благодарен, поготово што живеев етај краток период во град како што е Истанбул, што е многу шармантен и магичен за мене. Што понатаму, сакам да останам во наука,
веќе периодов работам и како парт-таймер на Балканскиот универзитет, токму на предмети на кои докторирам, меѓународни односи, теорија на меѓународни односи. Така да засега тоа што го имам замислено за себе се врти и циркулира околу науката и се надевам дека ќе ги направам моите родители горде, поготово мојот татко кој поготово од страна на науката ми бил вистински пример. Покрај милионите успеси и унапредување на себе си, индивидуалниот интегритет, кариера, врвни подеми, на крајот од денот се сведува на првата и последна, една и единствена вредност – семејство, полно со љубов и топлина. За Иван Иванов, мајка му Маја Иванова е мисла, водилка и слабост, а татко му Ѓорги Иванов животен ментор. Тие се грижат еден за друг, тие секогаш се поддржуваат, веруваат едни во други и кога им се случува каква и да е промена. И токму овој син, денес веќе доктор по политички науки и меѓународни односи, е причината поради која неговата мајка, функционирајќи како сопруга на председател, се вложуваше со цела енергија во активности за подобрување на позицијата на деца со аутизам, деца без родители, деца со ретки болести. Се вложуваше безрезервно и направи се што е во нејзина моќ. Македонија конечно да добие Центар за сензорна терапија за лица со аутистичен спектар на нарушување. И не само тоа. Го направив тоа што навистина посакував да го направам, а тоа беше изградбата на детскиот ургентен центар на клиниката во Скопје и целосно реновирање на оделот за интензивна нега. Заедно со тогашната директорка на детската клиника Софијанова ја предводев акцијата, односно кампањата да помогнеме на време. Добив голема поддршка од мојот сопруг за таа кампања, затоа што често знае да рече да направиме иднина за младите и млади за иднината, ти тоа го можеш и мораш да го направиш. Тука се вклучи целото општество, се вклучија граѓаните преку донации, преку нивните телефони, се вклучија општествено одговорните фирми, институции. Меѓутоа, најголемата поддршка е добив од пријателска Турција. Поддршката ми ја даде сопругата на председателот Ердоган, Емин Ердоган, и финансиски турската агенција, владина агенција за обнова и развој, ТИКА, донираше значителна сума на пари. Тоа беа милионски суми на пари за да се реновира, односно да се изгради детскиот ургентен центар и целосно реновирање на интензивна нега. Заради пријателството што го стекнав со шејка Мозах при една посета во Катар и презентирањето на моите активности пред неа, ја донесов донацијата, финансиска донација која што ја усмерив кон клиниката за Карил во клиничкиот центар во Скопје. Значи и покрај декларативните заложби и покрај сето тоа, се она што го поддржува во овие 10 години, можам слободно да кажам дека сум горда на тоа што оставив нешто опипливо позади мене. Сега се селиме малку на твоите привилегии. Под тие 10 години си имала прилика да сретнеш многу светски лидери, многу моќници. Кој од нив те оставиле најголем впечаток? Првото запознавање со сопруга на председател ми беше со сопругата на чешкиот председател Клаус, а завршивме со посетата на Јордан и со средбата на кралицата Ранија и посетата на папата во Македонија. Тоа јавноста го знае. Ги сретнав сопругите, се надевам дека ќе успеам да набројам неколку од нив. Сопругата, значи, на чешкиот председател, потоа на сегашниот председател Земан, сопругата на председателот на Латвија, на Унгарија, на Австрија, сопругата на председателот Фишер, шејка Мозак, што ја спомнав, 5 пати имав контакт со Мишел Обама, Меланија Трамп, Брижит Макрон, што сега ја запознав на крајот од мандатот за време на тој величествен настан што се организираше во Париз по повод 100 годишнината од завршувањето на Првата светска војна. Скоро сите сопруги на председатели од регионот, станав и лична пријателка со Светлана Војановиќ од Црна Гора, Драгица Николич од Србија, сопругата на сегашниот председател Вучич, сопругите на двата председатела на Албанија, Топи и Нишани, сопругата на Изет Беговиќ. Можам слободно да кажам дека сопругот на председателката на Хрватска Китаровиќ. Можам слободно да кажам дека на разговорите што сме ги имале за време на тие официјални посети, секогаш имавме исти теми на активност, така да секогаш споделувавме, разменувавме искуства,
да направиме нешто подобро на нашите земји, да се врземе во некои заеднички активности, така да запознав многу сопруги на председатели, запознав многу председатели, сопругата на Азербејџан, на председателот на Азербејџан, многу блиски пријателки ми се сопругите на двата председатели на Турција, кога сопругот стана председател, тогаш председател во Турција беше Абдула Гюл, блиска пријателка со Хајруниса Гюл и сега со сопругата на сегашниот председател Ердоган, така да убаво искуство, убави спомени, што ќе се паметат цел живот. После вакви убави и неубави моменти во сите овие 10 години, колку пати се покаја затоа што го поддржа Ѓорги Иванов во целиот овој пат? Искрено, ќе ви кажам дека воопшто не се покајав. Кога Ѓорги реши да се кандидира за председател, ние сите одлуки во животот сме ги носеле заедно, меѓутоа оваа одлука ја оставивме да ја донесе сам. Затоа што знаевме дека ќе ја донесе правилната одлука, а јас и Иван бевме тие што му бевме двата главни столба, каде што можеше да го најде семејниот мир, каде што можеше да ја најде силата во сите предизвици што го очекуваа кога стана председател на државата. Ние секогаш сме функционирале заедно, во нашиот заеднички живот никогаш едниот не бил во сенка на другиот или неговиот успех секогаш бил мој успех, мојот успех бил негов успех, а секој еден успех значеше заеднички семеен успех. Така да, кога Ѓорги реши да се кандидира и кога ја освои победата, ние знаевме дека го прави најдоброто, знаевме дека ќе го прави најдоброто за Република Македонија и за незините граѓани, за македонскиот народ, што впрочем тоа и го направи во изминатите 10 години. Ако се покаете или ако се посомневате во тоа што го работите, во тоа што сте тргнале, што го имате како цел, тогаш однапред сте осудени на неуспех и однапред сте губитници. Така да ние не се покајавме, Ѓорги иташе напред во освојувањето на нови победи, а јас и Иван бевме неговата најголема поддршка. Маја, за крај ќе завршам со тебе. Имам впечаток дека јавноста мисли дека времето на Маја Иванова не е минато, туку е сегашност. Имаш ли некакви политички амбиции? Имаш ли идеја дека можеби во блиска иднина ќе се реализираш во некаква друга функција? Не сум размислувала за тоа. Не сум размислувала за тоа, мислам дека не. Затоа што ви кажав, сакав да си се докажам во оваа улога што сега ја имам. Председателската функција на мојот сопруг остави добри спомени, остави многу интересни моменти и мислам дека тука и ќе завршам. Една урбана легенда вели дека додека бил председател Барак Обама, сакајќи да излезе малку од Белата куќа, ја однел Мишел на вечера во ресторан. Во текот на вечерата, келнерот прашал дали Мишел би сакала да поразговара малку со еден господин. Откако се сложила, станала од маса и неколку минути разговарала со господинот. Кога се вратила назад кај Барак, тој ја прашал кој е човекот. Мишел одговорила дека е нејзин стар пријател и човек кој што некогаш бил влюбен во нејзе. На тоа Барак рекол: "Значи да се омажеше за него, сега ќе беше собственичка на ресторан." А Мишел одговорила: "Не, драги, тој ќе беше председател на Соединетите Американски држави." Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Маја Иванова нема никакви амбиции за нови политички големини. Се што сака е да го одржи семејството во онаа форма во која што го чува цели 29 години. Во незините очи нема да ја видите ароганцијата на Меланија Трамп или самодовербата на Мишел Обама. Нема да ја препознаете желбата да биде ничи центар, освен на двете најважни фигури во незиниот живот – Иван и Ѓорги Иванови. Затоа што никогаш не беше важна функцијата, титулата, позицијата. Се минува, само семејството останува. Онаа семејство Иванови,
околу кое Маја Иванова, суптилно, одамна исцрта црвени линии.